Христијан Тасковски Таско е еден од милениците на тинеџерската публика. Повеќе од една година е на музичката сцена, време во кое што сними неколку спота, а најново од него е тоа што на 9 ноември ќе настапи на концертот на Раста во Скопје. Христијан, добре дојде. Добро ве најдов. Вака во парк на опуштено. Секогаш е опуштено во парк и преубаво се осеќам кога сум во парк, така да. Дали некој те вика Христијан или сите ти се обраќаат со Таско? Најблиските ме викаат Христијан, и тоа ретко кој брат ми например ме вика Кико цел живот, така да и тоа ми останува, меѓутоа да повеќето од луѓето Таско ме викаат. Оно што го кажав и во самата најава е дека на 9 ноември ќе настапиш на концертот на Раста, како еден од неговите гости. Дали ова твој прв голем концерт на кој што ќе настапуваш? Па да, може да кажам дека еден од еден од прв голем концерт каде што ќе бидам гостин и каде што ќе настапам, после оној во Охрид, нели, што се случи летоска, така да, ќе биде многу добро. Јас знам дека тие артисти што се таму, значи од Раста нема што да се очекува, затоа што сите знаеме што артисти, меѓутоа Римски и Корона ќе бидат исто таму воедно гости. Јас ќе бидам гостин као домашна поддршка на цел тој настан, така да треба да очекуваат убав настан, 4 часовен спектакл од сите нас, така да. Ја слушаш приватно музиката на Раста? Да. Што да очекува македонската публика од тебе? Па тоа до сега што го виделе, мислам дека добро им е познато тоа што го правиме и како го правиме. Мислам како склоп на Урбан Рекордс и како Таско како артист, така да знаат што да очекуваат. Ја мислам дека тоа ќе помине многу добро, веќе подолг период се спремам за тој настан, од типот на физички се подготвувам. Биш баш во теретана? Да, цело време. Освен тоа што физички се подготвувам, спремам и некоја кореографија, она сценографија за набината, да не биде тоа штуро така да изгледа, туку све да биде она комплетно аудиовизуелно искуство што луѓето ќе дојдат и ќе платат карта за да го видат и да им биде убаво. Како се случи соработката со Раста? Тој те покани или организаторите на концертот сметаа дека ти си тој што треба да биде македонската поддршка? Па Раста ме покани искрено во Белград да отидам, као најверојатно ја прати целата, мислам, он константно прати нови млади и перспективни артисти и секогаш гледа да соработува со нив, така да некако после тој концерт во Охрид природно ни дојде она, имавме муабет, правевме муабет да се видиме како што, да идеме у студио, ме покани да дојдам во Белград, меѓутоа подолг период од кога помина концертот, знаеш, одмори, настапи ваму, таму да се заврши целата работа, од кога се заврши се тоа, он ме покани во Белград, отидов таму, работевме во студио. Страшен артист. Ви имате заедничка песна? Да. Колку си задоволена? Скоро готова? Да, Spotify уште и тоа е тоа. Колку си задоволена таа соработка? Јас сум презадоволен, значи пак ќе кажам, Раста е еден голем уметник, страшен, значи композитор, пред се сам си ги прави инструменталите, сам си ги пишува текстовите, сам снима. Таа екипа што беше таму ни даде онака голема поддршка и супер непричекани угостија, така да супер поминавме. Од друга страна, па и ти си велиш и композитор и пишуваш текстови. Да. Како ти оди тоа? Каде наоѓаш инспирација? Колку ти е тешко да напишеш добра песна? Колку си задоволен од тоа што ќе го направиш? Па, тоа зависи, не знам, инспирацијата некаде знае сега последно време, ми дојде, не знам, од 2 3 ноќеска, на после 12 сат, така да седам до рани утрински часови, компонирам и пишувам текстови, мислам, меѓутоа некогаш знае да дојде одма таа инспирација, значи од одреден момент пушташ инструментал било кој, седнуваш пишуваш текст. Некогаш знае, значи константно да се менува таа тема што си ја пишал, не знам, пишувам текст сега, идам ја снимам песната, утре идам преснимувам друг дел. Седро не искочи спотот, може да се случуваат промени во песната. Меѓутоа, до сега како иде целата работа сум презадоволен и нека продолжи вака само. Ти често имаш и настапи по градовите низ Македонија. Да. На што реагира публиката најмногу? Како реагираат кога ќе излезеш на сцената? Па релативно секаде сме добро прифатени по македонски градови. Јас дури сум вчудоневиден, она баш кога почнавме да настапуваме меѓу првите настапи, кога почнавме да идеме она сегде клубовите крцаат, кафичика што настапувавме беше фул, полно со луѓе и баш бев пријатно изненаден од тоа дека луѓето конкретно таа една помлада генерација што на пример јас сум нарастен да речеме со музиката, не знам, на Слаткар, на Врчак, на Тонизен, на тие ликови. Сега тие луѓе, тие деца денеска што не ги познаваат тие ликови, тие најверојатно во нас гледаат тоа што ние го имаме видено во нив, па така да сме им некој нов феномен и атракција и сакаат да доаѓаат да не гледаат, интересно им е, не поддржуваат во тоа што го правиме, така да, сегде сме прифатени убаво, публиката многу добро реагира на сите песни, као
И да не сме на настап, диџеј да пусти наша песна, тоа е врв. Ти си година и нешто актуелен на музичката сцена, значи активен, буквално цело време снимаш песни, спотови. Дали очекуваше дека за толку кратко време ќе доживееш толкава популарност меѓу младите, особено имајќи предвид дека ете постојат артисти кои што си 10 години на сцената, а публиката можеби не ги препознава? Па, искрено да ти кажам, као у стил дека ние очекувавме нешто, да, си имавме некои проекции во главата кај нас, да, меѓутоа дека се тоа толку брзо вака ќе ни дојде, јас немав немав никаква идеја ни план, така да пак ќе кажам, презадоволен сум од тоа што ни се случува, прегорд сум на она што го правиме моментално, не сум горделив човек, едина работа што сум горд е тоа. Така да, мислам дека во право време и на право место се појавивме. Што мислиш, што е оно што те прави ете поразличен од другите артисти за младите да сакаат да го гледаат тоа што ти го нудиш, да го слушаат? Па, не знам, мислам дека се е тоа склоп на оваа некоја нова музика што дојде буквално од западот кај нас и тие некои трендови што ги поставија тие големи продуцентски куки, ние ги слушаме многу поодамна. Сам да кажам као од 2010-2011 ние ги слушаме, не знам, Тайга, Крис Браун, Кидинг, Виз Калифа, нови артисти кои релативно никој не ги познава, да речеме тука кај нас и пред некои 4-5 години веќе стана она буквално мала група на луѓе ги познаваше, кои пред 4-5 години станаа веќе актуелни, ние веќе бевме наслушани таква музика и бевме устиот као ај ќе правиме ваква музика, ќе пробам. Со текот на времето. Помине. Да, па тоа е, музиката е еден вид на уметност кај што немаш граници. Реално правиме муабет, значи не треба да се ограничуваш у тој поглед. Со текот на времето како што еволуираше таа сцена, така и младиве најверојатно почнаа да ја прифаќаат и кај нас и кога ќе го слушнеш ти тоа на македонски и дека некој тука ти го прави, ако гледаш некој си Тайга таму во Америка дека е, кога ќе слушнеш на македонски некако по-мило ти е, некако поубаво ти е. Знаеш дека и ти го имаш тука и дека можеш да отидеш дали на настап, дали на концерт на било што. Неверојатно за тоа не прифати публиката. Тие милионски прегледи што ги имаме на YouTube, као мојот ја направивме умало седејки буквално. Слушам инструментал, ја правиме мојот денеска број 4 милиони прегледи на YouTube. Така да сум презадоволен од тоа што се случува и таа нова музика што ја правиме нешто на кое сум многу горд. Ти гуди ли популарност? Ти се случува ли да одиш по улица, да те застануваат, да ти бараат да се сликаат со тебе и да ти речат ајде запратиме на Инста? Да, тоа ми се случува многу често. Пошто тоа мислам дека е новото дај ми автограм. Да. Запратиме на Инста и јас сум стилот како не ме тагнеш на слика, нема да те запратам. Не се шалам, као да, доаѓаат луѓе се сликаат со нас константно, значи јас сум повеќе од за тоа да се сликам со сите. Меѓутоа некога знаеш може да станеш на лева нога, не ти се погодил денот, не знам, не сум јаден, не сум пиен кафе, ќе дојдат и тука не се карам јас со нив, меѓутоа запратиме на Инста, сум као пратам луѓе само што ги знам и сериозно пратам луѓе што само ги знам на Инстаграм. Така да некое модерно време каде што тие социјални мрежи се многу побитни од се друго е моментално. Денеска сме продукт на хиперпродукција, социјални мрежи каде што константно мора да вадиш нови ствари за да останеш релевантен. Ако не многу брзо може да те снема. Сам рече дека на времето си ги слушал Слаткар Тони Зен, пред некое време после Слаткар направивте заедничка песна. Да. Како беше чувството да работиш со некој кој што некогаш си го слушал? Можеби ти бил идол во музиката, не знам сега. Имаше ли идоли, прво кажи ми? Па да, ја ќе кажам пак дека ако некој од тој бран на хип-хоп музика кај нас го изградил оној карактер на бунтовност и хип-хоп револуција кај мене, тоа се Тони Зен и Слаткар, као едниот беше Тони Зен беше оној ледисмен, значи висок, набилдан, тетовиран цел, а Слаткар беше оној револуционерот и грубиот лик. Така да, многу ми беа јаки у комбо и кога беше оној концерт, мислам дека беше Метрополис. Во Метрополис арена, да. Во Метрополис, ја бев детиште тогаш, меѓутоа успеав некако да се спомнам. Ти дама ли тоа беше спектакуларно за мене. Така да, тие се едни од ликовите. Врчак морам да го спомнам, Врчак исто еден од најаките луѓе на естрада во моментално. И како беше чувството сега со Слаткар да седнеш и да снимеш и песна и спот? Одлично, морам да кажам дека хемијата што имавме за таа песна и за тоа што го пишувавме во Марадона беше на твоја иницијатива или на негова иницијатива беше соработката? На негова иницијатива. Он имаше пред тоа направена песна со Двабо на која Диаманти. Стилот беше како ќе направам со Двабо на песна, сега ми со тебе ја направам песна, окей. И ми прати две песни, Динеро и Марадона. Марадона беше о социјална тема која што опишува животот тука кај нас, како е, што е. Додека Динеро беше некоја сосема друга тема, така да бев као Динеро, не Марадона ќе ја правиме. Добра тема, добар рефрен, мелодична песна.
влеговме у студио, хемијата беше на ниво, ја направивме Марадона. Смени ли односот на твојата околина од кога стана популарен? Па не. Искрено ти кажам, истите луѓе ми се од дете до денеска и некако и кога извадив и првата песна, луѓето околу мене знаеа дека се занимавам со музика и знаеа дека константно правам нешто, меѓутоа немав извадено некоја песна и као има фан база пред да извадам песна, буквално беше така и она кога извадив првата песна сите беа задоволни буквално, не го криеа тоа, беа презадоволни дека јас сум извадил песна, дека знаат колку се вложувам во тоа и доби многу големо внимание со текот на времето, после тоа се си идеше нагоре. Како го поминуваш слободното време, што сакаш да правиш со друштвото, каде излегувате, како се забавувате? Ретко излегувам последниот период, не знам, веќе она ги поминав тие дискотеки, клубови. Валјда и со настапите како идат и тој живот веќе све помалци ми фали, меѓутоа да знаеме да искочиме, не знам, негде на пијачка или кафе, локални места, значи јас сум од Аеродром, односно од Лисиче. У Ново Лисиче знаеме да седнеме филм кафе, тука Хелиум има еден кафич, не знам, тука тие ни се локални кафичи кај што седиме. Знаеме, не знам, Сони да играме многу често. Тоа не е една од маните, као седнуваме FIFA играме по цела ноќ, не знаеме ни колку е саат, ништо е како е. Тоа се она буквално денови за релаксирање, кога не се работи, кога не сме продуктивни. Не знам, знам да отидам у теретана, знам да бидам на тоа поле продуктивен и тоа е тоа. Искачање веќе не. А што се смени во однос на девојките, дали сега повеќе ти приоѓаат, ти се пуштаат, они на тебе? Па да, можам да го кажам тоа, да, со сигурност, као порано не беше пак, али окей, као знам дека тоа е сега ради тоа што ми се случува, меѓутоа има и некои, буквално ќе кажам пак, луѓето што биле подпорано со мене и сега се до мене, истата екипа, истите луѓе, значи и од гледна точка на другарки, од она женска база, што е и тие се исто денеска до мене, истите другарки, истите другари, истите браќа што се до мене, така да. Заљубен си? Не. Си бил некогаш? Да. Долго време бев заљубив, имав врска од 8 години. Да, од прва година средно па до денеска. Мислам до денеска, до пред 5-6 месеци имав врска. Колку те поддржуваат родителите во тоа што го правиш? Па знаете како она, секој родител гледа, нели, детето да му има светла иднина ово, и дома кој ќе им кажеш сега ти дека ќе работиш музика и дека ќе правиш музика и дека ќе идеш по тој пат, они се малце као чека емоциите, што ти е? Сигурно очекували факултет. Да, не ти е ова Америка, факултет, 2 факултета сменив и ништо не ми успеа тоа. Не дека не ми успеа, туку конкретно сакав да се фокусирам и да се насочам енергијата кон една работа и да видам до кај ќе тера тоа, зашто пак ќе кажам, такво време е, дигитално време, социјалните мрежи си го прават своето делот, тие работи веќе им се исплаќаат на луѓето као меѓутоа нашите родители не се свесни за таа работа, не знаат дека тоа функционира. Они уште живеат у некое време каде што црно на бело важи. Напишано да дека си завршил црно на факултет. бело, да, и за тоа е тоа така. Меѓутоа со текот на времето кога видоа дека има фидбек и дека ставам лепна маса дома од ова што го правам, они беа како терај, прави што сакаш, ние нема да те кочиме во ништо и моментално да, најголем поддржувач на тоа ми е мајка ми цел живот, као татко ми беше скептичен малце, меѓутоа мајка ми одсекат ме поддржува и никогаш не се сомнеа во тоа што правам. Прави, вика, работи, само ти најубаво знаеш што правиш. Нов спот денес, концертот со Раста, викендов. Да. Што е следно? Сигурно имаш големи планови. Да, следно најверојатно ќе искочи со Тракер, имаме некоја песна. Тракер е чисто артист во Urban Records, мислам, од првите артисти на Urban Records. Да, ќе искочи нова песна со него, потоа планираме да направиме албум заеднички со Тракер. Па со текот на времето ќе видиме, до следната година планирам соло концерт во Борис Трајковски. Фала на одвоеното време и се надевам, нели, желбите се исполнуваат да не поканеш на концертот во Борис Трајковски. Поканети сте секоја сте добре дојдени, значи на нашите настапи на концерти, така да се надевам и ја дека ќе се видиме следната година на соло концерт во Борис Трајковски.